Предрасудите се присутна појава најшироко во светски рамки. Од сите облици на размислување, предрасудите се помеѓу најзастапените, а едновремено и најопасните видови. Мета на предрасудите може да биде секој од нас. Сите имаме некоја лузна. Некој ја крие, некој ја носи гордо. Има и такви лузни што не се гледаат, но болат најмногу. Цеце Николова има само 28 години, а зад себе живот кој воопшто не бил нежен со неа. Жртва на предрасуди. Мојата животна приказна и предрасудите се за жал некако врзани едно со друго. Кога се договаравме нели што ќе зборуваме, некако не знам што попрво да одберам. Дали тоа дека сум растела како дете без родителска грижа или моментот дека имам алопеција и цел живот имав алопеција, но двете се врзани едно со друго. И веќе почнам од тоа дека имам пораснато во СС детско село, односно најубавиот дел од моето детство е токму таму. Делот предходно сакам некако да го заборавам, затоа што не било воопшто сјајно и убаво и нешто на што треба да се сеќавам и да се навраќам. Предрасудите кога сме на тема нели дете без родителска грижа биле многу бројни, ама па од друга страна не биле многу сурови сега вака од оваа перспектива. Иако како дете ми изгледало тоа многу страшно, нели дека јас сум различна од сите, зашто сега само јас немам родители во моето одделение. Јас и девојчето кој што живееше со мене во детско село и нели бевме во исти клас. Многу разноразни прашања и ситуации во животот, ама не биле толку многу страшни, како што можеби пострашни ми биле оние дека имам алопеција, односно зашто носам капа, зашто носам перика, зашто косата ми е сува, нели пред да сватат дека тоа е перика, пошто периките не изгледале секогаш баш најсовршено. Така што тема предрасуди кај мене како добро утро, секогаш е, мислам се уште општеството тешко прифаќа различности, работи за кои што ние не сме виновни. Изгледаме само поразлично поради, не знам, некоја здравствена состојба, фала Богу не е најстрашната поради која што нема коса. Така што тоа би го издвоила како нешто од мојот живот. Ја прашав како е да се живее кога светот те гледа низ очите на предрасудите. Како е да бидеш етикетиран уште пред да имаш шанса да покажеш кој си на вистина. Многу пати осамено, сум мислела дека само мене нешто ми се случува и сите кои што се соочуваат со некаква предрасуда, сигурна сум, можам да кажам во име на сите дека се чувствуваат осамено, оттугено, отфрлено, ама затоа се тука медиумите, затоа сте вие, затоа сме ние, да зборуваме гласно и да нели ги рушиме сите бариери и предрасуди и да ги тргнеме тие чувства некако. И сите луѓе кои што се различни да сватат дека не се единствени, не се сами и дека кога ќе се споиме, можеби ние сме малку повеќе од овие другите. Верувам дека секој човек во одреден период од својот живот поминува некаква тежина. Мене тоа ми се случило во детството, за жал или за среќа, некако сакам да верувам дека сега ми доаѓа убавиот период од животот, дека сега ќе ми се случуваат најубавите работи и дека тие лошите поминале. Си велам добро, барем тој дел помина, затоа што верувам, не знам дали е така, но верувам дека сите поминуваат низ нешто многу страшно во одреден период од животот и дека за секој различно е страшното. Нели, секоја болка е различна и не сакам кога се мерат болките, затоа што за некој може да е болка едно, за некој да е тоа смешно. И тоа се исто така предрасуди, затоа што не можеме да ги осудуваме луѓето за работите за кои што ги болат. Децата без родители, вели таа, честопати се соочуваат со болниот стереотип дека се невоспитани, недисциплинирани, а вистината е сосема поинаква. Јас со сите сили се борам да покажам дека не само што јас не сум таква, туку сите ние не сме такви. Дека секој од нас има квалитети, имаме добри страни кои што многу е потешко да ги покажеме затоа што овие другите стереотипите се некако премногу на површина и мораме прво да се избориме со нив, да ги тргнеме сите тие на страна за да дојде ова убавото, нели на површина. Цеце имала среќа да порасне во СОС детско село, место каде љубовта и вниманието не се наследуваат, туку се создаваат. Родителите се модел на кој се угледуваме, а таа, иако немала биолошки родители, имала личност која и покажала што значи грижа, поддршка, човечност, љубов и внимание.
Тоа е мајка Наташа, секогаш зборувам за неа и никогаш дури таа ми вели леле престани само за мене зборуваш, секогаш ќе зборувам. До крајот на животот ќе бидам бескрено благодарна за жената која што одлучила целиот свој живот, односно добар дел од животот, да го посвети на тоа да чува деца без родители и родителска грижа, затоа што тоа е навистина една многу благородна работа. Јас лично не би можела да го работам тоа. Треба да си навистина многу емотивно пред се подготвен за да гледаш и слушаш најразноразни животни приказни страшни. Значи низ неа поминале многу работи, не само мојата приказна и моите трауми, туку траумите и на многу други деца, 20 на минимум кои што таа ги израснала. И треба да знаеш како да го ислушаш тоа и да се носиш со тоа. Јас со мојата приказна едва се носам, мислам едва. Да, има ситуации од мојот живот кои што секогаш ќе ме следат и ќе ме болат и тешко ќе ми биде да се враќам, а не па одново и одново да слушам и да ги преживувам сите тие работи и да ги воспитувам тие деца од почеток, од нула, без разлика на која возраст дошле во детско село. Мајка Наташа секогаш била и е тука за мене, иако со неа живеев во исто детско село до моите 14 години, потоа преминав во младинска куќа, но ние секогаш останавме, мислам таа секогаш ми остана мајка Наташа. Јас си бев првото дете инаку во исто детско село, во нејзината семејна куќа, не знам тоа дали некогаш сум го кажала, ама така се чувствувам баш привилегирано за тоа и имаме навистина многу посебен однос, мајчински однос имам со неа, затоа што и да ми се случува во животот, колку и да ми е убаво или неубаво, некако прво сакам неа да ја кажам, или ако ми е нешто баш стресно, чекам да ми помине, затоа што знам дека кога ќе ја кажам ќе се загрижи како една мајка што се грижи за своето дете и е секогаш загрижена. Можеби не се слушаме 24/7, ама таа ми е најверен фан. Нема шанси да пропушти утринска програма, таа да не ја гледа, јас да сум таму или да знам да имам некој гостин кој што мене многу ми значи, а таа да не го гледа тоа, нема шанси. Или ќе ми рече пушти ми реприза, прати ми некој линк. И секогаш е тука да ми е поддршка и да ми е најголем критичар и кога гледачите не препознаваат како се чувствувам јас во моментот, затоа што ние секогаш треба да изгледаме супер расположено. Таа многу добро знае и знае да заврши емисијата и да ми се јави да рече што се случува. Одамна не сме се виделе, сигурно имаш многу работи да ми кажеш, така да мајка Наташа е таа фигура во мојот живот. Но животот и понатаму ја тестирал. Покрај стигмата дека е дете без родители, Цеце се соочила и со уште една – алопецијата. Предрасудите не застануваат. Луѓето често судат без да прашаат, а токму тие зборови, тие погледи, умеат да ранат подлабоко од се. Алопеција имам уште од пред да дојдам во детско село, само што не знаев што е тоа алопеција. Подоцна научив и тој збор некако како траума ми остана во животот што е алопеција. Појма немав што е до некој 14-15 години, знаев само тоа е нешто поврзано со косата. Значи никогаш не навлегов на проблематиката како дете. Аха, немам коса, тоа е тоа. Инаку во моментот со хемотерапија, за жал ми се има случајно во средно, кога отсуствував доста долго време од часови поради друга здравствена состојба, која што не е животозагрзувачка. И во еден момент јас се појавам во школа и сите многу ме сакаат. Мислам не дека пред тоа не ме сакаа, него онака екстра внимание добив. И велам сега што се случува, нели нема да си одам, не знам, некако сите беа прељубезни со мене. И ја прашав другарката што ми беше најблиска во класот, велам зашто се сите вакви, зашто сите се потресуваат. Она не знаеше како да ми каже, а притоа и она се сомневала во истото. Она почнала да верува во приказните дека јас имам рак и дека тоа е тоа. И јас некако дознав за тоа, не е важно сега како, и само им се обратив на цел клас и им викам дечки, не е тоа, мислам немам алопеција, добра сум, имам уште многу за живење, уште многу глупости за правење, така да се окей, ама тоа отпосле ме стигна. Во моментот некако не го доживеав толку страшно, ама после тоа некако, што знам, баш не ми беше сеедно. Мислам, велам, не да Боже, мислам, на никого не му посакувам такво нешто. Луѓето да знаат дека не знам ги живеам последните мигови, мислам, страшно. Да не навлегувам на тоа, стварно е неубаво. Предрасудите можат да ти ја земат самодовербата, да те направат да се сомневаш во сопствената вредност, да ти создадат осаменост. А кога си млад и уште го градиш својот идентитет, тоа боли двојно. Јас искрено како дете многу се затвора во себе и многу сум среќна, пак ја спомнам мајка Наташа, таа жена, или како мајка ви на сите вас, кога ќе те погледне знае дека нешто се случува. И само ќе ми речеше, добра си?
и јас почнав да плачам. Колку и да се трудев во себе да го чувам тоа и да не кажувам што ми е и дека сите погледи мене ме болат уствари. Јас сама на себе, нели како дете не сум знаела да си признам, да си кажам, ама таа знаеше секогаш. И не знам и тимото детско село кога доаѓаше да разговара со мене што се случува, зашто сум повлечена, зашто нели некој работ, не знам, оценките ми се слаби на пример во училиште, нели тоа сите се симптоми на дека нешто кои што укажува дека нешто се случува. Таа секогаш знаела да препознае и секогаш потенцирала да правам работи кои што ме правеле среќна. А тоа било, например, танцувањето. Јас 10 години бев дел од танцов спортски клуб Ритам Плюс и тоа ме правеше најсреќна на свет, повеќе него додам во школа. И во еден момент престанав поради некои околности и таа рече, јас ќе направам се што треба ти да се вратиш на подиум, ние велевме, и да одиш да играш, да се надпреваруваш и да бидеш среќна и да бидеш најубава со сите марами кои што постојано ги купувавме, беа различни и беа соодветни на сите фустани кои што ги носев нели за танцување, така што мојот совет е да правиме работи кои што не прават среќни или родителите да ги тераат децата да ги прават работи што нив ги прават среќни. Не родителите, туку децата. Значи не да ги исполнуваме соништата на родителите, на возрастните, туку тоа ние што сакаме да правиме. Секогаш да си го впериме прстот во себе, како што кажав, да погледнеме како гледаме на општеството, кои предрасуди нас ни влијаат и дали навистина го мислиме тоа или само сакаме да се вклопиме во масата, да мислиме исто како другите, да не се истакнеме, да не сме различни, да не мора да аргументираме. Нема потреба, секој од нас има право да биде таков каков што сака да биде, а ние имаме обврска да го прифатиме различниот таков каков што е. Но Цеце не дозволува болката да ја одреди. Нејзината искреност е нејзината сила, а нејзината приказна инспирација за сите нас што некогаш сме биле осудени или сме суделе. Разговорот го завршивме со прегратка: топла, човечка, тивка. И со желба животот конечно да биде благ со неа. Буквалното значење на предрасудите е суд донесен однапред, односно мислење или заклучок што се формира пред да имаме доволно факти или доволно искуства. Предрасудите се карактеризираат со стереотипни верувања кои најчесто не се емпириски проверени, туку се засноваат врз личните искуства и ставови. Предрасудите се релативно стабилни и трајни ставови, вткаени во животните искуства на луѓето. Основна последица од постоењето на предрасуди е неоправдано подредено сместување на поединец или група и како таква, таа е суштински неправедна. Предрасуди се предубедувања, односно уверувања кои ги градиме за другите луѓе, за некој човек или група на луѓе, а без да имаме доволно информации за нив. Како психотерапевт, јас би кажала дека предрасудите се како темни очила кои ги носиме и низ тие очила го гледаме светот, а не е јасно што гледаме. Ако за личноста или за групата се суди според стереотипите, а не како за поединец или група на поединци, тогаш ние се справуваме со предрасуда. Сме формирале мислење за личноста или групата без да ги познаваме. Ваквите гледишта и идеи многу често немаат ништо заедничко со реалноста и тие се најчесто неповолни или непријателски. Предрасудите представуваат мислење и ставови што ги имаме за одредени особи пред да ги запознаеме или да имаме некој одредено или да ја знаеме нивната вистинска вредност. Јас обично можам да кажам, за мене се предрасудите како кога судиме за книга според страниците, а при тоа немаме веќе прочитано, а веќе имаме создадено мислење за нејзе. Предрасудите се страв од нешто непознато и причината најчесто е тој страв, најчесто е тоа што ние сакаме да ги категоризираме нештата, луѓето во две категории, или една страна или друга страна, и на тој начин нашиот мозок гледа начин како да се генерализира некоја појава, да се генерализира некој човек или група. И причините е затоа што на тој начин сме растеле, можеби така сме ги гледале луѓето, на тој начин можеби нашата психа се прави одбранен механизам да ги групира луѓето и на тој начин правиме штета. На кој начин? Предрасудите се навредливи. Примарно тие се користат кога некој неправедно се третира. Предрасудите им ја одземаат можноста на луѓето да покажат кои се и што можат да постигнат. Некои луѓе ќе се држат до предрасудите и популистичките идеи, иако тие не познаваат никого кој ќе им ги потврди овие негативни погледи.
Предрасудите се опасни затоа што често резултираат со дискриминација, тоест неоправдано, негативно или штетно однесување кон членови на одредена група, само поради нивната припадност на таа група. Предрасудите на вистина можат да бидат опасни. Предрасудите често се вкоренети во идејата дека одредени типови луѓе вредат помалку или се помалку способни од другите. Ги групираме работите во две нешта, во два дуални екстреми, ние правиме штета. Зашто? Затоа што не даваме можност да ги видиме разликите измеѓу. Последиците можат да бидат во основа тоа што не даваме шанса да запознаеме други начини на живот, други стилови, други луѓе. Ги групираме луѓето, ги третираме нефер, третираме на начин на кој ги дискриминираме, ги исклучуваме, ги тргаме на страна, нееднакво се однесуваме кон нив и на тој начин дури и си ставаме граници за себе. Нашите граници кои ги ставаме, односно нашите ѕидови кои ги градиме, изгледаат на начин да ние не успеваме да дадеме шанса на себе си да запознаеме нешто ново и различно, да добиеме туѓо мислење, со тоа да растеме ние. Жртвата на предрасуди се чувствува неприфатено и отфрлено. Тој човек еве од пракса можам да кажам се чувствува многу изолиран, осамен, отфрлен, се нарушува чувството на самодоверба, се чувствува дека не е доволно добар, дека не е доволно посакуван, особено ако тоа се случува кон деца што сте во рана адолесценција, адолесценти, млади лица кои имаат огромна желба да припаѓаат на некоја група. И тоа лице навистина има многу тешки чувства, многу лоши чувства за себе. Последицата е да не може да ги прифати сопствените автентични разлики кои го прават различен од другите луѓе, иако тие разлики можеби се слични и на некои други деца, но не може да се прифати себе си како таков или како таква. На тој начин се исклучува, се изолира од другите, се осамува, па исто така може да се јават и последици по нивното ментално здравје, депресија, анксиозност, суицидни мисли, секакви други екстремни ситуации. Широката распространетост на различни верувања, несоодветно интерпретирани информации, некритичко размислување, но и отсуство или недостаток на научни докази, сето тоа може да биде причина за формирање на предрасуди во кои несомнено веруваме. Што се предрасудите? Предрасудите се исклучително влијателни во животот на луѓето, на цели нации, да не кажам во светот воопшто. Тие ни го обликуваат животот, тие ни се патокази во животот, тие често пати знаат и да ни ги усложнат работите во животот и да бидат предмет на голем број на предизвици. Кога зборуваме за предрасудите, добро е да се подсетиме и што се стереотипите, заради тоа што тие два поима или тие два момента се поврзани помеѓу себе. Зошто? Заради тоа што стереотипите претходат на предрасудите, со тоа што стереотипите се форма на една генерализирана идеја или мисла, најчесто поврзана со луѓе и со групи на луѓе, да не кажам со цели нации. И тоа се тие така наречени мисловни конструкти. Луѓето имаат потреба да ги именуваат работите и да ги сместуваат. Тоа е некако делува смирувачки и не изведува, не заштитува, просто да кажеме, од нешто што ни е непознато, а стереотипите најчесто се базираат на непроверени факти, на нереални факти и немаат никаква врска со личното доживување. Ние не мораме лично да ги доживееме за да влеземе во идеја за стереотипи. Например, стереотип можеме да кажеме дека северните луѓе, се мисли на швеѓаните, на норвежаните, се емоционално ладни луѓе. Знаете, тоа се луѓе кои што безмалку како да викаме дека се безчувствителни. Кога на стереотипот ќе се надгради и одреден став, одредено мислење, најчесто осуда, затоа што стереотипите можат да бидат и негативни и позитивни, но најчесто се негативни. Кога на тоа ќе се надоврзе ставот, кој што не мора повторно да биде личен, може да биде став на групата, на семејството, на културата, кога на тоа и кој е најчесто емоционално и има потреба да има и емоционална пребоеност, тогаш тие стануваат предрасуди. Например, за северњаците, како што реков, можеме да кажеме дека тие се
така, ладни, мислејќи дека се воздржани, не споделуваат, но кога ние ќе го на тоа надградиме и ќе кажеме дека се тие безчувствителни, не водат грижа за другите, тие водат само за себе грижа и не им е гајле за другите, ние веќе изразуваме одреден став и одредена осуда за тие. И такви имаме голем број. Например, во нашето општество, она што го имаме, ние можеме да кажеме дека ромите се весели луѓе, дека се луѓе кои што песната, играта им се во животот вкаени, ама и тоа да биде стереотип, и особено затоа што го генерализираме. Ние не зборуваме ние како да однапред викаме сите роми треба да бидат весели. И не дај Боже некој да не биде весел, нели? Ама ако се случи да ние прочитаме во весници, пријател сподели со нас или евентуално имаме лично искуство дека некој ром извршил некакво, да кажеме, украл нешто, ние тоа веќе го претвараме и викаме да, весели се, ама се и кратци. Тие не треба да им се верува. Секогаш може да те излажат, може да те украдат. И практично врз предрасудите ние не оставаме простор да луѓето кои што ги карактеризираме на одреден начин да имаат право да бидат различни, односно сите ги ставаме под иста заедничка именка. Јас ќе се надоврзам на ова. Имаме и за Балканот многу стереотипи кои преминуваат во предрасуди. Црногорците се мрзеливи, па имате општ впечаток дека однапред судите дека тие не работат. Русокосите се глупави, жените се лоши возачи и веднаш тоа влијае на перцепцијата, за да ние имаме предрасуда дека жените воопшто не може да се вклучени во сообраќајот или жените ако се убави не може да размислуваат. Како влијаат од тој аспект предрасудите на оние кои што се жртви? Да, ова е многу интересно што го рековте. Знаете, предрасудите кои што ние ги формираме, рековме дека тоа се најчесто непроверени информации, генерализирани ставови кои што ги правиме и може да имаат врска со цели култури, може да имаат врска, еве Балканот, например, го спомнавте. Нели ние за Медитеранот викаме дека сме ние демек весели, топли, отворени, гостопримливи, што апсолутно не е точно, нели? Има кои се и кои не се. Она што е значајно тоа е дека предрасудите можеме да ги групираме во различни типови на предрасуди, меѓутоа тие најчесто, пошто имаат секогаш еден негативен предзнак, водат кон една дискриминација и стигма на групата за која што зборуваме. Значи, ние ќе ги дискриминираме, ќе ги маргинализираме, ќе ги стигматизираме, и таквата позиција зависи од тоа, зависи например од возраста. Оти не е исто да вие имате предрасуди кон децата и да имате предрасуди кон возрастните. Иако се сведува на тоа дека тоа ќе има негативни последици. Ќе има негативни последици заради тоа што тој кон кој имаме негативни, односно имаме предрасуди, практично предизвикува кај него вознемиреност, страф, една возбуда која што е негативна, може да се развие во тага, може да се развие во депресивна состојба. Значи, на емоционален план му ја нарушуваме само довербата, ја менуваме неговата перцепција за себе, особено кога зборуваме за децата. Заради тоа што ако ние почнеме да тврдиме дека едно дете е на одреден начин, нели, не знам, лажливо или па дури и да кажеме дека ова дете е многу немирно и ова дете не може да се контролира и ми го нарушува класот, што често пати, нели, во образовниот систем, ќе има помал академски успех, ќе има ситуација во која што ќе се изолира социјално, заради тоа што единствен начин да се вие заштитите од постојаните негативни етикети, односно предрасуди кои што ги добивате, е да се социјално изолирате. И таквите деца ќе станат несигурни, ќе станат нестабилни, ќе мораат да се врзуваат или со себе сличните, или ќе влезат во една ситуација на тотална една социјална изолација, што автоматски нив ресурсите во општеството не им се доволно достапни, заради тоа што они не ги ни бараат, оти сметаат дека немаат право на тоа, затоа што ние почнуваат да ги интернализираат тие негативни ставови за нив до степен да почнуваат да веруваат во тие ставови дека они навистина не се добри, и ако јас не сум добар, тогаш треба да се однесувам според тоа каква е сликата за мене,
односно ќе се однесувам дека стварно не сум добар. Оти тоа е нешто што ми е порака која што ми стигнува од средината во која што растам и се развивам. Било да е тоа семејство или да е тоа училиште, а најчесто е комбинација измеѓу тие врсничкиот булинг кој што често пати го имаме. Така да предрасудите секогаш имаат едно како да кажам, и дискриминирачко и стигматизирачко влијание врз оној на кого се однесуваат. Што е причината да создаваме предрасуди? Дали може би стравот да прифатиме различност, стравот од некоја култура создава кај нас потреба да ставиме етикета на различниот од нас со цел да го изедначиме, а не да го прифатиме? Управо комбинација на сите тие работи и уште дополнителни работи. Прво, важно е да знаеме дека ние не се раѓаме со предрасуди. Децата кои ќе се родат, они не знаат што се предрасуди. Како што и многу други работи не знаат, нели? Првите предрасуди ги учат од својата најтесна средина, а тоа се родителите. Предрасудите кои што може да идат до таму да се каже немој да се дружиш со овие деца заради тоа што тие не сакаат, тие не мислат лошо, нели? Па до предрасуди на тоа дека немој со врсници да се дружиш со овие, па немој да се дружиш, па немој да одиш кај овие, па немој да правиш она. И детето полека почнува да учи све до оние стереотипи и предрасуди околу тоа кој зашто во семејството е одговорен, знаете. Па например ако мајката, ако се добива порака дека мама знае све најдобро и дека мама е таа која што може најмногу да помогне, тогаш секоја помош на тато со резерва ќе се прими, знаете. И имаме такви ситуации која ќе каже не, мама мене тоа ќе ми каже, мама мене ќе ми помогне. Ти тато не знаеш или обратно. Тато знае, мама не знае. Знаете, почнуваат да ги учат родовите предрасуди. Така што се многу чести, знаете. Зашто она што и вие го кажавте преска, тоа дали жените ако се убави може да бидат и паметни или едното другото го исклучува и дали жените заради тоа што се чувствителни, оти тоа е нешто како да е дадено на жените чувствата, бидејќи се чувствителни, тие не може да бидат на одговорни позиции затоа што емоциите ќе ги спречат во не може да бидат шофери, не може да бидат, не знам, пилоти, не може да бидат тоа едно друго, нешто поделено на машки и женски и од друга страна мажите не може да бидат доволно нежни, тие не може да се грижат, не може да се грижат за бебињата на пример, нели, пошто само мамите можат и мамите знаат најдобро и така натаму и така, па све до оние приказни за етничките состојби. Што стои позади потребата да ние, значи, различни ситуации, најчесто непознатото. Кога е различно, тоа е непознато. Што ми е непознато, првата реакција на непознатото во најмала рака е нелагодност. Не мора да биде страв. Може да биде некоја вознемиреност, мала нелагодност. Што правам сега? Знаете, се наоѓате во непознат град и сега што правам не ми е познат, дали ќе се снајдам. А кога станува збор за предрасудите, тогаш за односот кон луѓето, тогаш разликите секогаш не носат во една вознемиреност и да кажам страв. А кога ќе се јави стравот, тогаш ние имаме потреба да брзо излеземе од таа ситуација. И кога се предрасудите во прашање, имаме потреба да ги категоризираме луѓето. Веднаш да завземеме став. Дали е тоа нормално или не е нормално. Дали е тоа оправдано или не е оправдано. Дали е тоа прифатливо или не е прифатливо. И почнуваме да градиме предрасуди кон целата таа ситуација. Например, ја имате сексуалната ориентација. Ничим изазвани, луѓето кои што имаат различна сексуална ориентација, кон најголемиот број на луѓе кои што гласно излегуваат и ги етикетираат и ги зборуваат за нив дека се они опасност за младите, дека се они, не знам, практично не е ниту проверено, ниту е нели докажано, меѓутоа потребата затоа што ако сум јас хетеросексуален, а тој е хомосексуален, тоа е нешто страшно, ја не знам што ќе прави тој и чим не знам што ќе прави тој, веднаш ќе му залепам етикета и ќе кажам дека тој е опасен и дека е страшен и кон низа други, нели вера, на пример. Верите кои што не ја познавам јас муслиманската религија, не ја познавам будистичката религија, ама затоа што сум задоена со идејата дека не само христијанската, ортодоксната христијанска религија е најдобра на цел свет и таа ми пружа безбедност и тука најдобро се чувствувам, тука сум разбран и ова, тогаш почнуваме за католиците. Католик со резерва
католиците, не знам, се вакви, такви, онакви. Да не зборам за муслиманите, етникумите исто така. Значи, културата игра улога. Медиумите. Неверојатно влијание. Неверојатно влијание. Со сензационализмот, со селективноста во соопштувањето на информациите, со повторно една дискриминирачка политика која што се води или со одредени стигматизирачки информации кои што ги нудат, вие веднаш има луѓе кои што длабоко им веруваат на медиумите. И младите исто така под влијание на медиумите. Значи, медиумите се еден сериозен фактор во креирање на предрасудите. И особено кога вие имате затворен простор. Јас се сеќавам на 92 година, кога се затвори границата со Грција. И кога ние немавме можност да разменуваме информации, народите немаа можност да патуваат, да се запознаваат, да ова. Се изгради една приказна во Грција, затоа што јас, гркот ми е, сопругот ми е грк, во Грција е една атмосфера дека најголеми непријатели им се македонците. Дека македонците безмалку се крвници. Од друга страна, во Македонија е иста таква ситуација. Медиумите го направи, политика да го направи тоа. Инаку луѓето немаа прилика да тоа искуствено го доживеат. Така да, сите овие фактори играат голема улога, па и големите геополитички приказни. Колку во оваа насока ќе се надоврзам на оној момент со образованието, описменувањето, прифаќањето на различните, поголемата општествена одговорност ќе може да ги разруши бариерите кои што предрасудите, стереотипите ги поставуваат. Апсолутно, не само што може, мора. Обврска е тоа на ако сакаме да градиме инклузивно општество, ако сакаме да градиме општество во кое што сите ќе се почитуваме, во кое што разликите ќе се почитуваат, ќе се прифаќаат и ќе се почитуваат. Во овој момент ние имаме прифаќање на разликите, ама не и почитување на разликите. Знаете. И со развивање на критичкото мислење. Исто како што и во новинарството е потребно критичко мислење, исто така да ги учиме децата да ги преиспитуваат своите информации, да се отвори можноста и да учат за оној кон кого имаат предрасуди, да видат, да истражуваат и да видат дали може да имаме повеќе заеднички отколку различни работи. Затоа што да осознаат дека и тие луѓе се, или тие деца, се деца кои што имаат своји чувства, имаат своји потреби, имаат своји ставови, имаат своји мислења кои за возраста може да бидат сосема идентични. Потребите за игра, потребите за спорт, потребите за дружење, за музика и слично. Развивањето на критичкото мислење е една од обврските на општествата, почнувајќи од образовниот систем, па на сите други нивоа. Потоа, градењето на емпатијата. Учењето на децата на емпатија. Да размислуваат, ако јас размислувам за оној друг, за ромското дете или за албанското дете или за македонското дете дека е каурин или не знам што, нели, и дека е тоа дете кое носи опасност, како тоа дете се чувства, а не сум ја проверил таа информација и не знам дали е тоа така. И ако ние ги учиме да они да бидат и емпатични, да сочувствуваат и истовремено да критички размислуваат, ние отвараме можност за различни размени, затоа што една од големите подрачја е интеркултурна размена. А тоа се заеднички настапи, заеднички емисии, заеднички, дружења, заеднички проекти, заеднички патувања, заеднички, посебно оние погранични средби во кои што имаме културно-уметнички друштва кои што разменуваат. И не е тоа само да низ фолклорот ние покажеме што сме ние, што се они, каде ни се сличностите и разликите, да дојдеме во контакт со тие. Оти кога вие ќе остварите контакт со тие луѓе, вие ќе видите дека голем дел од тоа што ве научиле или што сте го проголтале дека е така, можда и не е така. Предрасудите немаат боја, вера, возраст или пол. Тие може да те следат каде и да одиш, ако не си доволно силен да ги оставиш зад себе. Викторија Лоба го знае тоа многу добро. Уште кога дошла од Русија во Македонија, ја почувствувала разликата, погледите, прашањата, сомнежите.
а подоцна како млада жена што се пробива во јавноста, научила дека предрасудите не исчезнуваат, само го менуваат обликот. Па мислам дека не постои човек на планетава кој што не се судрил со предрасуди. Да, од рано детство имав секаков вид на предрасуди, баш и поради фактот што доаѓам од Русија, нели, јас сум бев како малечка странец во државата и не говорев толку добро македонски. Имав некои такви ситни мали предрасуди, неминовно е сепак тоа, мислам дека, поготоа кога си во општество на помали дечиња, нормално е сето тоа да некаде да процури, да кажеме под наводници. Меѓутоа не го доживав нешто тоа како толку страшно, не знам, нити па сум се доживувала дека сум нити посебна од другите деца, нити па дека сум нешто по-лоша или поразлична. Ете, веројатно поради тоа што имав добро домашно воспитување, кое што ми го објасниле сето тоа. Мислам дека најабсурдното нешто беше кога се запишав на музичко, една од професорките по соло пење, за среќа не беше мојата професорка. Имаше таков еден интересен, ќе го наречам, коментар, дека не сум доволно висока за да бидам пејачка. Мислам, иако тогаш бев тинејџер и многу не емотивно зрела личност, сепак не знам, не ми беше толку трагично, поради фактот што не можев логиката да ја пронајдам во сето тоа, затоа што не знам, доволно гледав и пејачки кои што не знам колку сантима се високи. Меѓутоа во тоа време можеби за мои години сум имала повисоки другарки, ме било како некој тригер и ме тригернало некако, но не беше толку трагично. Беше повеќе абсурдно. Па не, мислам дека луѓето воопшто, ако збориме за коментари на интернет, не читам коментари, не ме интересира тоа. Ме интересира повеќе општеството кое што е околу мене, кое што навистина ме сакат и го вреднувам нивното мислење. Иако го вреднувам мислењето и на публиката, да се разбереме, меѓутоа такви коментари лоши не намерно не ги проследувам, не им давам внимание, кога на објектот не му даваш внимание, не му даваш и енергија. Не правам вид на заштита. Сакам да кажам дека не е тоа некој тип на заштитување од околината, туку повеќе сакање на себе си и со таа љубов кон себе си, со тоа што ќе се вреднуваш, нели, себе си, ќе си правиш работи кои што тебе да прават среќен, ќе имаш сета таа слобода да си се сакаш себе си на вистинскиот начин на кој што тебе ти е убав. Се создава таква еден вид на бариера поради која што не допираат сите тие предрасуди до тебе. Мислам дека тоа е највистинскиот начин, не да се заштитуваме, туку да си се сакаме себе си на прво место. А оние кои што ги шират предрасудите, сметам дека треба да си земат помош кај терапевт. Зад насмевката, Викторија носи искуство на човек кој не дозволил етикетите да ја дефинираат. Вели дека со време сватила, предрасудите на другите најчесто се нивни ограничувања, а не твои, но признава и самата некогаш имала предрасуди. Не верував толку многу во женската сила и секако дека таа конфронтација ја доживеав откако јас станав, нели, возрастна и поверував. Беше неминовно затоа што животот ме стави во такви услови каде што јас треба да бидам лидер и треба да бидам одговорна пред се за сето она што мене ми се случува, и тука сватив дека едноставно не треба да ги делиме на нештата на машки, женски, неуспешно, неуспешно, и успехот исто така е еден вид на илузија, за сите е различно што значи успех. Така да тоа е таа предрасуда кон жените што мислев дека не сме доволно силни, а сега сум премногу сигурна дека сме навистина силни. Имав предрасуди кон женската моќ, вели. Мислев дека силните жени се арогантни, а денес знам дека силата и нежноста можат да живеат заедно. Кога зборувавме за жените, ја допревме една од најчестите предрасуди, дека жените се лоши возачи. Тоа е, мислам, страшна предрасуда и секој пат кога се паркирам ги побивам тие предрасуди, особено кај мажи кои што ми помагаат, полево девојче, подесно ми кажуваат. Викторија се насмевна и рече дека токму ваквите стереотипи малку по малку го трујат нашето општество, исто како и оние за русокосите.
тие предрасуди за плувиши би се интересни и симпатични, зашто и во многу ситуации сум ги користела во своја корист, за да се оправдам, не знам, за некоја смешка, за некоја интересна работа, каде што не сум била толку многу бистра, да кажеме. Така да ги доживувам тие работи на некој начин со сарказам и баш ми се симпатични. Предрасудите всушност се најопасни кога изгледаат безопасно. Каде потекнуваат предрасудите? Тоа сум го размислувала и вака во разговор со повеќе други луѓе, што ги сметам така за авторитетни, дојдовме до едно спознание дека сепак доаѓаат од стравовите, од нешто што за нас е непознато, за нешто што за нас е различно. Мислам дека луѓето кои што ги имаат конкретно баш тие предрасуди кои што ги спомнати се не толку интелигентни личности и дека треба да престапиме од надвор од комфортната зона, да се обидеме да ги разбереме и другите битија, за да можеме да влеземе во некоја конекција со нив, а да не ги шириме тие предрасуди. Во разговорот ги допревме и најболните теми – религијата, националноста, сексуалната ориентација, изгледот, психичкиот развој. Свативме дека сите тие се само различни лица на истата болка – стравот од поинакво. Викторија вели дека денес наместо да се лути, избира да биде пример, да зборува отворено, да руши митови и да се смее на предрасудите. Кога си сигурен кој си, предрасудите губат сила. Причини зошто ствари постојат предрасудите се секако незнање, за немање доволно информации, незнање за некои појави или различности, но и многу често е таа социјалната средина, односно прифаќање на веќе постоечки предрасуди па и од страна семејството, од страна средината, каде што растеме и действуваме. Како последици, би кажала дека најголема последица е дискриминацијата, но во целиот тој процес се појавуваат и неприфаќање на различностите, се појавува и друг ризик на со неприфаќање и на непријателства, на нетолеранција помеѓу луѓето и така натаму. Кај децата на таа мала возраст најчесто се предрасуди врз основа на полот, односно поделбата на момчиња и девојчиња. Би споменала во училиште многу често, дури и самите ние знаеме некогаш да имаме некој став дека машките подоцна созреваат, иако тоа не е секогаш така, дека емоционално поинаку реагираат за разлика од девојчињата, и тоа е навистина голема предрасуда која ни се провлекува во општеството. Секако дека може да бидат опасни затоа што може и да остават и трајни последици врз емоционалниот развој пред се на децата, понатаму и во влијание во средината во која истите треба да растат и понатаму да се развиваат. Па секаде не би исклучила ниту еден сегмент, пред се почнуваат од семејството. И тоа е и докажано дека и генерацијски си ги пренесуваме. Сите ние доаѓаме со од самите семејства со некоја предрасуда и понатамо доколку не поддржи општеството во истата и само ја зацврстуваме, али учиме од сите фактори. Под влијание на предрасудите луѓето ги искривуваат, погрешно ги толкуваат, па дури ги игнорираат фактите што не се во согласност со нивните претходно оформени ставови. Кај децата, но и кај возрастните, многу често се раѓаат предрасуди поради надворешниот изглед или пак некој физички недостаток, од прекумерна телесна тежина до физички инвалидитет или одреден синдром. Кога немаме сознание за одредена особа, нешто, а при тоа судиме според тоа како изгледа или, например, кога немаме доволно сознанија вистински за таа една особа и можат последиците да бидат големи, со тоа што тука кога ги немаме, не покажуваме ни емпатија кон таа особа и може чувствата да и
и потоа чувствата може да не однесат во насока каде што таа особа може да ја повредиме, а последиците може да бидат големи со тоа што може да спречат и да ја повреда таа особа, а при тоа да спречат и едно добро пријателство. Нели имаме според полот, возраста, имаме предрасуди според економската состојба, според местото на живење и така натака, но исто така имаме и стереотипи во училиштата, а тоа се најчесто, како што претходно напоменав, кога доаѓа нов ученик. Според полот, обично кај децата е кога девојчињата као не се доволни добри во спортот или девојчињата не може да играат фудбал, или момчињата не смеат да плачат, каде што не е, тоа е погрешно, бидејќи секој на свој начин може да се изразува и да ги изразува своите чувства. Како психолог кој работел со деца, сум била често сведок на тоа дека е многу важно кај децата кој бренд го носам, од каде се облекувам, па ти немаш, како изгледам, па ти немаш марка патики и впечатокот ми беше дека овие деца нели се стигматизирани поради тоа што можеби немаат доволно финансиски средства и се прави една неприродна поделба која што за среќа во училиштето каде што бев присутно дека се случуваше ова, наставникот многу баво реагираше, за тоа големи пофалби, дека навистина не е важно кој што носи, дека облеката не го краси човекот. Утврдено е дека децата ги учат стереотипите и предрасудите впивајќи го искуството од средината и усвојувајќи го однесувањето на најблиските. Предрасуди кај малите деца кај нас во училиште не се толку многу застапени, но најчестата предрасуда е кога доаѓа во едно оделение нов ученик. Нормално ученикот е посрамежлив, повлечен, сепак се наоѓа во друга средина и тука најчесто се наоѓаме, ние тука помагаме, бидејќи ученикот се чувствува и осамено, и неприфатено од децата. И поради тоа, ние најчесто тука влијаеме со едукација на децата, правиме работилници, разговори и други работи, например, им посочуваме да читаат книги, приказни и така натака, за да се разбијат тие предрасуди од нивната страна. Првите модели на однесување се самите родители, старатели, воспитувачи и децата се како сунгери, пиваат се што им е дадено и го гледаат како прифатливо однесување. Така да доколку самиот родител, старател, воспитувач на детето изразува одредени ставови, неприфаќања, непочиткон, некоја друга група на луѓе, например, предрасуди поврзани со полот, со верата, со различни етнички групи или сексуална ориентација, самото дете ќе ги усвои тие ставови како нормални и како прифатливи. Децата често го присвојуваат како свое однесувањето на јунаците од цртаните филмови или важните ликови од средината. Предрасудите ги учиме на многу места, како што кажав пред се, прво во домот и во оние мали социјални заедници, како што се баби, дедовци, врсници, групи на луѓе со кои се секојдневно во контакт, градинката исто така, училиштето, образовниот систем како ни налага, можеби книгите како ни се презентираат, но во последен период не може да занемариме дека социјалните медиуми, електронските медиуми се многу важен фактор во кој младите, адолесцентите примаат информации, презентирањето на тие информации, ако се на начин со предрасуди, дадени со предрасуди, со стереотипи, на тој начин тие ги примаат како апсолутни вистини, за жал, и не ги размислуваат дека постои друга вистина, друга различност, на тој начин ги градат своите стереотипни ставови, за жал. Така да децата како сведоци на оваа околина во која што живееме, многу често и ги усвојуваат овие предрасуди и прават една поделба помеѓу самите нив и се намалува некако чувството за емпатија, се добива чувство на надмок кај оние деца кои што ги имаат усвоено предрасудите, се ограничуваат на одредена група на луѓе со кои што ќе се дружат.
предрасудите силно влијаат врз децата и нивниот развој. Оние деца кои што се жртви на овие предрасуди најчесто се мета на булинг, на исмевање, се изоставени од различни социјални здружувања и групи и социјални настани, и ова може да биде доста погубно за тие деца, затоа што влијае на нивното ментално здравје, затоа што се јавува една внатрешна рана на чувство на невредност, непочит, има различни емоционални реакции како срам, зошто сум јас различен од другите, зошто не ме прифаќаат, зошто ме исмеваат, зашто не сакаат да се дружат со мене. И се јавува и страв да се приближат кон некоја друга група на деца, некогаш може да се јави избунетост, се јавува и лутина кон таа група на деца од која што може да биде отфрлено ова дете, така да има различни емоционални реакции кои што понатаму може да бидат пресуден фактор за долгорочни последици кои што ќе влијаат на тоа како детето ќе се развива и што ќе се случува понатаму со него. Со поттикнување и развивање на свесноста за стереотипите и предрасудите, доаѓа до нивно намалување од најрана возраст. Преку добро информирање на учениците, преку работилници, преку разговори, индивидуални имаме, па исто така и преку советувањата што ги правиме со родителите, бидејќи, како што знаеме, се започнува од семејството, а во училиштето само може да се надогради. Линијата Ало Бушавко ги евидентира предрасудите кои ги доживеале децата. Можев да ги групирам во неколку форми на предрасуди. Прва која што имаме чести јавувања се поврзани со децата со попреченост, за жал, со посебни образовни потреби. Се гледа дека се уште стои стигма и страв дека овие деца можеби ќе наштетат на некому. Друга форма е предрасуди врз основа на полот и на родот. Имаме деца јавувачи кои што кажуваат дека се мета на исмевање, на осудување од нивните врсници поради тоа што ги привлекуваат одредени спортови или одредени активности кои што на некој начин во општеството се карактеризирани како женски. Во последно време имаме и повици, меѓутоа и посети во просториите на Меѓаши од лица од ромската заедница, родители кои што се чувствуваат дека нивните деца се осудени и дискриминирани во училиштата, дека од нив се очекува помал успех или се одбиени да се запишат во училиште, се одбиени да бидат прифатени во градинка. Тоа што го правиме на линијата е првенствено, не е важно да тој што ќе се јави се чувствува дека некој го разбира, дека е сослушан, дека нема лице од другата страна која што ќе го осуди и која што ќе го дискриминира. Важно ние јавувачите да знаат дека може да се изразат слободно и дека ќе бидат разбрани, ќе бидат уважени со нивните чувства. Тоа што го правиме на линијата е прва психолошка помош. Понатаму, доколку видиме дека има потреба од подлабока работа, тогаш ги препраќаме на психотерапија во живо. Причините за појава на предрасудите се разновидни. Еволуциските психолози тврдат дека животните имаат изразена тенденција да имаат подобар однос кон генетски слични животни на нив, а истовремено да изразуваат страв и презир кон генетски различните животни. Од исклучителна важност е да се развива и негува емпатијата, за да спречиме да се создадат предрасуди и стереотипи. Емпатијата исто така е клучен фактор во намалувањето на агресијата. Кога ја развиваме способноста да го гледаме светот од перспектива на другиот и да ги разбираме состојбите на другите луѓе, се зголемува веројатноста дека нашето срце ќе се отвори кон другиот,
а со тоа е невозможно да се чувствуваат предрасуди и негативни емоции. Емпатијата е многу важен момент, затоа што со емпатијата учиме, односно можеме да дознаеме како се чувствува другите, односно како што ние викаме да влеземе во туги чевли. Емпатијата дава баш онака една светлина во некоја темна шума на предрасуди, во некој темен простор во кој ние сме ги затемниле очилата и ги гледаме другите. Станувањето свестен како другиот се чувствува ни помага да го разбереме подобро. И ако ние од мали нозе се учиме на емпатија, ако од мали нозе учиме дека важно е да го разбереме другиот, не значи дека тоа чувство мора и ние да го почувствуваме, не значи дека ние мора да навлеземе со истата сила во тоа чувство, но да разбереме како се чувствува, да разбереме зошто тоа се случува со тој човек или со таа група, на тој начин стануваме посвесни, на тој начин го градиме своето чувство за другите и стануваме така корисни граѓани за да ги прифатиме овие разлики. Може ли да ги намалиме предрасудите? И во училиштата се случува нели природно децата да се делат во различни групи и тука наставниците и учителите имаат клучна улога во тоа да спречат развој на овие предрасуди. Значи треба да се разговара отворено, доколку нели некое дете е исмевано поради нешто или осудено поради нешто. Значи возрастните треба да реагираат на сето тоа за да се спречи понатамошен развој на предрасудите. Со оглед на фактот дека предрасудите се темелат на погрешни или неточни информации, првично неопходно е луѓето да ги добијат точните информации за луѓето кои се жртви на предрасудите. Ова често не е лесна мисија, бидејќи луѓето не сакаат да признаат дека не се во право, освен ако тоа не го доживеат како лично искуство. Истражувањата на стручните лица укажуваат дека постојат методи. Една од нив е така наречената училница сложувалка. Станува збор за техника која е изготвена со цел да се намалат предрасудите и да се поттикне самодовербата на децата. Децата се распоредуваат во мали мешани групи, при што успехот во учење на секое детенце поединечно зависи од други деца. За разлика од традиционалните состави на училниците, одделенијата во кои децата се надпреваруваат меѓусебно, кај оваа метода децата зависат едно од друго, па така се учат на соработка и меѓусебно помагање. Знаат да не направат дискриминација, но затоа пак, како што кажав, нашите работилници во училиштата се чести, особено кога имаме емпатија, односно се соочуваме и ги разбираме другите чувства. И со тие работилници што ги правиме ние со децата, ја поддигаме малце свесноста кај нив. Децата се доста емотивни, иако тоа можеби мислиме дека тоа не го покажуваат често. Знаат да се затворат, да се повлечат, да покажат послаб успех, да одбиваат да доаѓаат во училиште, и со сите тие работи што ни ги прават, нормално ние сме тука за да помогнеме преку нашите разговори, преку нашите едукации, преку соработката што имаме, благодарение со родителите и со наставниците. Не можам да ги поменам наставниците, бидејќи многу ни е важно кога соработуваме. Истражувачите веруваат дека децата веќе во третата година почнуваат да ја развиваат својата приврзаност кон културните и расните групи на кои им припаѓаат, односно нивните групи, а несвесно имаат негативно мислење за сите други групи кои не се нивни. Ние треба да им помогнеме за да ги прифаќаме различностите, при тоа да ја развиваме емпатијата и да не судиме пред да бидеме добро информирани за некоја личност. Некои од предрасудите се учат дома или во културна група, другите се истакнуваат преку медиумите, затоа е важно учењето за прифаќање и разбирање на различните од нас. Јас би кажала како порака дека треба да ги прифаќаме различностите, треба да сочувствуваме, да развиваме емпатија и да не судиме по разликите, особено по изгледот и по потеклото на луѓето. Има многу примери за предрасуди, често не сме ни свесни за нив. Глупави русокоси, досадни бубалици, младите се неработници кои не знаат ништо, жена со успешна кариера е лоша мајка.
Денес ќе направиме малку писменост на сите овие работи кои што на некој начин влијаат во нашите судови за лица за кои што вообичаено не би требало да судиме. Жените не се добри возачи. Ова е предрасуда, затоа што не е базирана на факти, туку на стереотип. Сите тинејџери се неодговорни. Исто така е предрасуда затоа што е воопштување без реална основа. Убавите жени се глупави. Предрасуда која суди само врз основа на нечи изглед. Ова се само дел од најчесто употребуваните предрасуди. Најчести стереотипи се на родова основа, на стереотипи по однос на сексуалната ориентација, по однос на семејните улоги во домот. Како е обичен пример во нашето општество, например, жената е мека и ранлива, мажот е многу силен, жената е домаќинка, мажот е тој што носи леб во домот, или не знам, момчињата треба да се силни, снажни, да не плачат, девојчињата смеат да плачат и смеат својата ранливост да ја покажуваат. Тие се многу генерални стереотипи што секаде ги гледаме. Стереотипи, дискриминација врз основа на род, на религија, врз основа на раса, социјален статус исто така многу е доминантен во нашето општество. Националната основа исто така не прави некоја поделба да биде стереотип да ако припаѓа на некоја национална заедница, има различни карактеристики од нашите и сето тоа баш не гради зидови. Со едукација, искуство и отвореност кон различностите, предрасудите може да се намалат или целосно да се надминат. Свесно или несвесно, предрасудите кои ги имаме за другите луѓе влијаат врз начинот на кој гледаме и комуницираме со светот. Истражувањата по социјална психологија укажуваат на тоа дека постојат јасни општествени норми кои се против јавното изразување на предрасудите. Но овие истражувања исто така покажуваат и дека луѓето имаат различно ниво на загриженост кога искажуваат предрасуди. Едни се внатрешните или лични грижи, а сосема други се грижите кои се од надворешна природа во однос на тоа дали другите судат дека имаш или се однесуваш со предрасуди. Ако секој од нас работи на освестување и препознавање на сопствените предрасуди и токсични бариери, би развил поголема способност за себерефлексијата и емпатијата кон другите околу нас. На овој начин создаваме отворен пат за искуства и доживувањата на другите, иако тие се различни од нас. Амелија Ерхарт е писателка која е една од жените кои успеале да ги разрушат предрасудите за жени во незината професија. Амелија била пионер меѓу жените во авиацијата, а постигнала и неколку рекорди за да докаже дека жените авиатичари се еднакво добри како мажите. Се залагала за женските права, поставила многу рекорди, напишала книги за незините искуства како жена пилот. Стотици написи и голем број книги се напишани за незиниот живот, кои честопати се користат како мотивациони приказни, особено за девојчињата. Достигнувањата на Ерхарт во воздухопловството инспирирале генерација на женски пилоти. Предрасудите се релативно трајни судови, но тоа не значи дека се и вечни судови. Предрасудите не ја дефинираат личноста, туку ја ограничуваат нашата перцепција. Факт е дека сите имаме етикети. Прашањето е дали ќе ги отстраниме. Довидување!